На бесплатната телефонска линија 0800 55 800 се повеќе се јавуваат не само оние на кои им треба донација, туку и оние кои имаат желба да помогнат во рамки на своите можности. Акцијата Се грижиме за топол дом, која почна да се спроведува од август минатата година, има се поголем одзив. До сега над 1250 социјално загрозени семејства добиле некоја донација во вид на мебел, бела техника или друг вид покуќнина, која им била потребна, а ја донирал некој на кого веќе не му била потребна. Па дефинитивно може да се каже дека сме хумана нација и ние сме задоволни, значи, од граѓаните, колку се хумани, колку донираат, и задоволни сме од хуманоста на поединци, меѓу кои спаѓаат и јавни личности, како што се Ирена Спасовска, Виолета Томовска, Пане, Нектаим, Чуприна, Димитар Атанасовски и други. Па затоа сакам уште еднаш, вака преку вашиот медиум, да упатам еден апел, значи до јавен повик до граѓаните, но не само и до граѓаните, туку и до приватниот сектор, до приватните компании, да бидат повеќе хумани и солидарни во оваа акција. Во оваа насока, пак на анимирање на повеќе групи во вклучување на проектот, Министерството за труд и социјална политика склучи меморандум за соработка со единиците на локална самоуправа во Република Македонија и подпиша меморандуми со вкупно 72 општини. Исто така подпишан е и меморандум за соработка и со Црвениот крст на град Скопје и Црвениот крст на Република Македонија, со што се регулирани правата и обврските на страните во проектот. Акцијата Се грижиме за топол дом на Министерството за труд и социјална политика успешно се спроведува речиси една година. Целта е од една страна на социјално загрозените семејства да им се обезбедат основни услови за живење преку помош во покуќнина или апарати за домаќинство, а од друга страна да се поттикне хуманоста на граѓаните и да се подигне свесноста дека треба заеднички да се помага на лицата кои живеат во сиромаштија. Повеќе за акцијата Се грижиме за топол дом од интервјуто кое ќе го емитуваме на крајот од овие регионални вести.